Особена е важноста на диагностичките рентген методи, на кој принцип работат и колку софистицираната апаратура има свој придонес во навременото диагностицирање на болестите. На оваа тема вечерва во емисијата Живе и здраво, почитувани гледачи на К1 телевизија, разговарам со доктор Билјана Божиновска, радиолог од специјалната болница Филип II. И на самиот почеток, пред да ја поздравам докторката, ве поканувам да се вклучите доколку имате интерес за оваа тема на која што вечерва докторката ќе говори на телефонскиот број 043 230 690. Докторке Божиновска, добре дојде во емисијата Живе и здраво на К1 телевизија. Добро вечер. Како сте? Одлично и баш ми е чест што учествувам во вашава емисија. Так. И што сум гостин и се надевам дека ќе можам да одговорам правилно и точно на прашањата кои што ќе стигнат од така. гледачите. Еве на самиот почеток, колкава е важноста на диагностичките рентген методи во дефинирањето на болестите? Рентген диагностиката е дел од медицината која што е многу тесно поврзана со технологијата. И во последниве години ние сите знаеме дека технологијата постигнува невидени резултати, значи со светлосна брзина се добиваат податоци и се развива. Сето тоа е секако не е вклучено само во мобилните телефони кои што нели нормално ги користиме и сакаме да имаме се подобри и пософистицирани, тоа е вклучено многу и во медицината. Со постигнување на технолошките резултати, ние, докторите, многу напредуваме во нашата диагностика, особено радиодиагностичарите, кои што може да бидат наречени радиодиагностичари, диагностичари, рентгенолози и така, имаме повеќе називи. Во принцип, сега сме диагностичари кои што користат различни методи за постигнување на правовремена, правилна и соодветна диагноза, која што е тесно поврзана со вистинскиот третман на пациентот. Важноста е се поголема и поголема не само со развивање на технологијата. На овие диагностички методи важноста е се поголема и поголема поврзано и со постигнувањето на резултатите и во третманот. Значи, колку што повеќе иде технологијата и развивањето на диагностичките методи во нагорна линија, толку иде и третманот во нагорна линија. И тоа едно со друго е тесно поврзано. Важноста на диагностичките методи се огледа во тоа што може да се откријат моменти, диагнози, симптоми, наоди кои што во минатото не биле познати, не дека не постоеле, веројатно постоеле. Сите тие диагнози, причини за настанок на одредени заболувања. Меѓутоа сега можеме да ги видиме и да ги верифицираме, да ги опипаме, да ги добиеме и да ги докажеме дека е тоа така. Тргнувајќи од вродените аномалии кои што се нели се повеќе и повеќе можеме да ги согледаме и да ги докажеме и со развитокот на технологијата дури ние докторите што е ова, нели доаѓаме во некој ќорсокак во кој што се излегува тој ќорсокак, меѓутоа нели има малце потешкоти. У секој случај важноста на диагностичките методи е енормна. Можам да кажам дека, како викаат, вистинската диагноза во вистинско време е 50% од вистинскиот лек, така да таа е важноста. Така. Кои се методите кои што се користат? Рентгенолошките методи, ако се врзани со името рентген, значи заради рентген зраците, повеќе би го користела терминот диагностичките методи во рентгенологијата. Денеска се
или ултрасонографијата, ехометодата или ултрасонографијата, рентген, обичната конвенционална рентгенографија или обично рентген снимање, така и го препознаваат пациентите. Нели има ред други методи, меѓутоа ќе се задржам јас на 4 главни групи. Третата главна група е компјутерската томографија и на крај магнетната резонанца. Сите овие методи ги набројувам во однос на податоците што не ги даваат. Значи, ултрасонографијата е неприкосновена за неколку дијагнози, меѓутоа не дава толку детални податоци како што дава, например, компјутерската томографија. И тоа е метода која што не води, ни дава правец во која насока да се движиме со испитувањата. Се користат ултразвучни бранови. Сите знаеме како изгледа нели сонда на ултрасонографски апарат. На ваков или на онаков начин, или само поради систематските сме биле на ехо, па сме виделе. Тоа е безбедна метода која што барем до сега не покажала никакви штетни последици по здравјето на човекот, иако се користи иако ја користиме често, сепак не се покажале никакви негативни последици од користењето на оваа метода. Лесна е, практична е, имаме контакт доктор-пациент, што е многу битно. Може да се видат и длабински органи, може да се видат и површински промени, значи почнувајќи од штитната жлезда, најсоодветен начин за преглед на штитната жлезда е ултрасонографијата, ехото, освен нели сите тие лабораториски наоди што ни се потребни за да ја комплетираме дијагнозата. Потоа за мускулоскелетниот систем исто така ултрасонографијата е многу битна, може да се користи кај бебиња, за колкчиња, може да се користи кај трудници, знаеме тоа, мислам, неприкосновена гинеколошка метода, не е меѓу рентгенолошките методи. Меѓутоа, сакам да ја назначам незината употребливост, незината корисност, меѓутоа нема никаков штетен ефект. Во однос на ултрасонографијата е користена секојдневно во медицинските испитувања и е многу користена и во посебните гранки, не само во рентгенологијата. Например, кардиологијата не може да помине без ултрасонографија на срце. И ако се задржам повеќе во рентгенолошкиот правец, освен штитната жлезда, например, мускулоскелетниот систем, колкчињата, ултрасонографијата, барем во нашата институција и пошироко се користи претежно и за дијагноза на промените во дојката. Тоа е незината најчеста радиолошка употреба. Заради незината безбедност и давање на висока точност на податоците, се користи многу често. Може да се користи за редовни прегледи кај дојките еднаш годишно, може да се користи почесто, доколку сакаме да пратиме некоја промена која што сме ја виделе на ултрасонографскиот преглед. Така да тоа е лесна, брза и едноставна метода. Ајде малку да проговориме за рентгенот. Што се може да се снима со рентген и колку е важно тоа и колку можеби има контраиндикации кои што можеби би можеле да се појават кај пациентот. Конкретно за рентгенот. Конвенционалната рентгенографија работи врз основа на користење на рентген зраци, кои што знаеме дека во одредена доза може да бидат во полза на докторот и во полза на дијагнозата која што ние ја бараме како доктори. Значи, рентгенографијата не е метода која што се прави затоа што сакаме да направиме преглед. Значи, мора да има строга индикација и точно да знаеме што бараме од рентгенографијата. Се снима целото човечко тело, со тоа што рентгенографијата дава податоци најмногу за белите дробови, за одредени состојби на стомакот и најточните податоци се добиваат за скелетот, значи фрактури, повреди, дегенеративни заболувања, воспалителни промени. Меѓутоа, основно за рентгенографијата е конвенционалната рентгенографија, тоа што користи рентген зраци и исклучително се бара индикација за да таа се изведе. Значи, ако се сомневаме на воспаление на синуси, ќе сликаме синуси. Не можеме да имаме главоболка,
немаме сомнение на синуси или нели па ајде сега ќе направиме чисто ради реда да видиме дали има нешто на скелетот. Пожелно е да има строги индикации. Пожелно е, не е многу штетна, има одредена доза која што ние како пациентите може да ја примат, особено кога се индикациите во прашање, не е многу штетна, меѓутоа нели денеска сепак се трудиме да го избегнуваме секој штетен фактор што е околу нас, живеејќи нели во срединава во која што живееме, подложни сме на секакви зрачења. Најдобро е можеби да тоа рентген зрачење да биде сведено на минимум. Значи само кога е потребно. Така. Кога се прави ехо преглед? Ехо прегледот заради тоа што нема никакви штетни ефекти, се прави зборите генерално или например на дојка или генерално, па потоа ќе се надоврзаме и нели конкретно. Секогаш кога докторот сака да нешто види во моментот, да се сомнева например на некоја стомачна болка, па сака да види црн дроб, панкреас, бубрежна болка, па сака да ги види бубрезите. Секогаш кога може да нешто докаже или да отстрани како сомнение, може да направи ултрасонографија. Одредени периоди за правење на ултрасонографија има само кај повторно по индикација на доктор, меѓутоа некои норми постојат кај систематските прегледи, каде што нели знаеме, мислам дека не сум многу сигурна, меѓутоа мислам дека во Македонија од 12 до 18 месеци редовни систематски прегледи во кои што може да бидат вклучени ултрасонографските прегледи. Исто така имаме кај дојките, тоа го спомнав, еднаш годишно е обавезен ултрасонографски преглед. Втор преглед кој што е со рентген зраци и кој што не е толку штетен, малце е поразлична методата. Се користат рентген зраци, меѓутоа ние рентгенолозите го викаме тоа меко зрачење. Значи тоа е мамографијата. Тоа е метода која што треба да се прави секоја втора година, над 40-та година кај жената, заради одредување или исклучување на некои дијагнози кои што знаеме дека се во висок степен последниве неколку години, тоа се малигните заболувања кај дојката. Така да ултрасонографскиот преглед може да се прави секогаш кога ќе се посомнева докторот дека му е потребен, со исклучок на систематските прегледи и ултразвукот на дојка, а мамографијата повторно кај дојките се прави на 2 години. Не се прави еднаш годишно, освен ако имаме сомнение, ама пак е тоа ретко, пак е тоа со индикација, може да ја направиме и почесто. Меѓутоа тогаш има, да речам јас, не се тоа финти, меѓутоа имам правила каде што правиме само една проекција, само една дојка, фокусираме на местото што ни е сомнително, предходно прегледано со ултразвук и така има. Компјутерската томографија е многу прецизна дијагностичка метода. Што возможува истата? Исто така за компјутерската томографија можам да кажам дека она има принципот е врз основа на користење на рентген зраци. Значи, рентген зраци кои што се строго контролирани, во минатото се користеле компјутери кои што малку повеќе рентген зраци ослободувале за да се добие некаков квалитет на прегледот. Нејзиниот принцип на работа е, ние ги викаме тоа се аксијални пресеци што ги добиваме. Значи рентген зракот го поминува човечкото тело и ние со помош на детектори го мериме остатокот кој што не се задржал во човечкото тело. И го добиваме, ја добиваме информацијата од детекторот која што се преработува денеска компјутерски и ние ги добиваме тие нијанси од бело до црно, значи бело, сиво, светло сиво до црно и кои што ги читаме како слика. Во моментов иде мозок, па може да се види тоа што го објаснуваме, значи од максимум бело, сиво до црно. Тоа е слика добиена од остатокот од зрачењето, значи рентген зракот веќе го поминал човечкото тело и застанал на детекторот и ние тоа го обработуваме како рентгенолози. На времето постоеле еднослојни, ги викавме ние,
компјутерски томографии, каде што рентген цевката, која што е основниот параметар кој што ни ги дава податоците, повеќе зрачење ослободувала, ние сме добивале малце помалку податоци, потоа со текот на времето, со растање на бројот на детекторите, ние добиваме повеќе слојни компјутерски томографии. Значи, кога збориме за повеќе слојни, не значи дека тоа цевката повеќе врти или дека имаме повеќе цевки. Не, тоа е само поголем број на детектори кои што го фаќаат рентген зрачењето кое што го поминало човечкото тело. Високо специфична метода, денеска се користи многу во ангиографијата, бидејќи дава изврсни податоци за крвните садови, дава одлични податоци за коските, белите дробови, абдоменот, тој стомакот, исто така најсоодветно се прикажува на компјутерската томографија и е брза, посебно ако имаме повеќе слојни компјутерски томографии, може да биде 4 слоен, значи со 4 детектори може да биде 16, може да биде 32. Денеска имаат Siemens 2 пута 32, па го викаат 64, значи може да биде 64, 128 и последниот е 256 детектори, 320 детектори кои што се тука некаде, само врз принципот на работа се разликуваат. Значи, ние го имаме моментално 64 слоен и 256 слоен компјутерски томограф, кој што навистина дава воодушевувачки резултати и слики. За радиолозите тоа е НАСА, морам да признам. Ги спомнавте радиолозите. Која е улогата на радиолозите во откривањето на болестите и третманот на истите? Пред да се надоврземе на магнетна резонанца. Да, значи јас обично знам да кажам, секако секој доктор е, нели, доктор на пациентите, меѓутоа радиолозите се малку поспецифична група, пошто сме ние доктори за докторите. Значи, нас ни треба специјалист кој што ќе ни испрати сомнение, тоа се вика индикација, значи, сомнение за каква болест станува збор, дали таа треба да ја докажеме или исклучиме, па ние во однос на дијагнозата одредуваме испитувања, дали ќе бидат компјутерска томографија, магнетна резонанца, рентген или не, секако во соработка со клиничарот што ни го испраќа пациентот. И во тој случај сме десна рака фактички на клиничарите, на докторот кој што треба да ја препише терапијата или да ја изведе операцијата и сме услужна дејност на пациентите. Важноста на рентгенологот е денеска многу голема. Во принцип ви кажувам повторно во очите на докторите, заради тоа што резултатите кои што ние ги презентираме, или тоа денеска се вика ќе ви ја прочитам снимката со народен јазик, тие резултати што ќе ги презентираме се резултати кои што би требало да бидат, нели, 99,99, тоа е 100% точни, правилно и соодветно прочитани и прецизни, бидејќи ја даваат дефинитивната дијагноза, особено во компјутерската томографија и магнетната резонанца. Секако во комбинација со други испитувања, не е последниот збор на рентгенолозите, меѓутоа е многу битен заради високиот степен на технологијата, заради високата прецизност на машините кои што ги користиме во испитувањата. Ви викам, дури и уште не знаеме до кој степен ние можеме да добиеме податоци, бидејќи технологијата иде се понапред со особено со компјутерската томографија и магнетната резонанца. Така да ние сме доктори за докторите во услуга на пациентите. Да. Кога се прави рентген снимка или ехо или компјутерска томографија или пак магнетна резонанца, треба ли да има временска разлика помеѓу едно и друго снимање? Дали е тоа битно или не? Па во принцип за рентген методите кои што користат рентген зраци, како што се конвенционалната рентгенграфија, значи рентген на бели дробови, коски или компјутерската томографија,
пожелно е да, зависно од дијагнозата и животно загрозувачката состојба, пожелно е да постојат одредени паузи кои што обично се договараат со клиничарите, бидејќи например кај една траума ние не можеме да направиме баш пауза, нели? Така. Би требало да внимаваме тука во тој случај на дозата, бидејќи ако имаме политраума, повеќе скршеници на човечкото тело, па пациентот е примен, хоспитализиран, па е направена операција, ние мораме после операција повторно да направиме рентгенграфија за да знаеме точно што, докаде и како сме му помогнале, како се позиционирани, например, металните делови, тие се викаат ОСМ, остеосинтетски материјал кој што ги поврзува, например, кај долгите костки скршениците. Во принцип треба да се внимава да не бидат без индикација и да не бидат многу чести тие испитувања. Компјутерската томографија има многу поголемо зрачење во однос на обичната графија и во тој случај ќе кажам пример само кај малигните заболувања, има малигни заболувања на бели дробови кај пациенти кои што се подложни на цитостатици и на рентген зрачења, на онколошки зрачења, значи во третманот им се вклучени. Онкологот има одредени да речем протоколи по кои што мора да се држи на одреден период да прави компјутерска томографија за да точно види колку и како имал ефект третманот или немал ефект па да се смени. Обично е 3 месеци, 6 месеци, зависно од типот на карциномот, пример на бели дробови. Значи пак е тесно врзано со дијагнозата и со бенефитот за пациентот. Затоа што е многу полошно да ние го избегнуваме рентген зрачењето од компјутерската томографија и немаме идеја дека тој карцином не реагирал на цитостатици, пример. Тоа е полошата варијанта. Да. Така да некако во дијагностиката е цело време балансирање, пресметување и се игра многу со дозите, што е многу добро. Денеска во новите компјутерски томографии има посебни софтверски програми кои што ја намалуваат дозата, многу ја намалуваат дозата во однос на минатото. 256-ката, например, iDoza има во себе, 256 му повеќе слоен компјутерски томограф. Тој со овој софтвер пакет може да направи да дозата биде дури повеќе од половина намалена, а да ги имаме одличните податоци и скоро истите информации како со поголема доза. Брзината на апаратот исто така е многу битна, така да се игра повеќе, нели, со повеќе параметри. Така. Магнетната резонанца е релативно нова технологија. Што представува истата? Какво е нејзиното значење? Магнетната резонанца се базира, таа е сосема различна од рентгенолошките методи каде што се користат рентген зраците. Магнетната резонанца е базирана врз основа на магнетно поле, континуирано магнетно поле кое што може да има различна јачина, значи може да биде од 0,5, 1, 1,5, 3, 7 Тесла. Денеска најмногу се користи 1, 1,5 Тесла и 3 Тесла магнетното поле во магнетната резонанца, со тоа што импулсот кој што го добиваме е всушност импулсот од одговорот на човечкото тело на магнетното поле во кое што ќе го ставиме. Тоа магнетно поле ние можеме да играме со него, значи може да го појачуваме, може да го намалуваме со вклучување на радиофреквентни струи и така имаме неколку манипулации кои што може да ги направиме за да добиеме соодветни податоци за пациентот. Инаку магнетната резонанца е сосема безбедна. Тоа е обично магнетно поле, барем до сега не се покажани негативни влијанија од страна на користењето на магнетното поле. Големата пречка кај пациентите кога ќе спомнеме магнетна резонанца е тунелот. Значи, пред малку имаше снимка од тоа како изгледа магнетната резонанца, значи таа е долг тунел во кој што пациентот мора да влезе целиот, па е малку темно, па малку тропа, па малку бучи, така се од се помалку пациентите прават обструкција, значи не сакаат
да го направат снимањето, иако е најбезбедно, а дава најмногу податоци. Во моментот е магнетна резонанца, може да се види точно како, што може да се изведе. Меѓутоа, сакам да назначам напредокот во технологијата, исто така во магнетната резонанца многу даде усовршување. Прво во големината на отворот. Најтешкиот момент во магнетната резонанца е стабилно магнетно поле, кое што ако порано се добивало на отвор од 50 сантими, сега можеме да добиеме стабилно магнетно поле на отвор од 70 сантими, што ние како клиника гледаме, нели. Во моментот имаме таков апарат и тој е со голем отвор. Потоа се оди на скратување на тунелот во кој што влегува пациентот, значи некаде од 90 сантими до метар може да биде во должина, иако порано биле и повеќе, така да пациентот по старите модели се многу подолги и пациентот мора комплетно да влезе во тоа тунелче, можете да се мислите темно, па 50 сантими, па тунел, па затворено и сето тоа доведува до несоодветни реакции и несоработка кај пациентите. Значи, сепак за нас радиолозите е една од најобожаваните методи, иако дава многу податоци, нели, ние како радиолози ги сакаме податоците. Друго што е многу битно и кое што овозможува полесен пристап за пациентот до магнетната резонанца е што се оди на користење на слушалки, тоа се вика амбиенс, сега е многу позната маркетиншка метода. Користење на слушалки, се пушта музика за да се намали звучноста. Самите во борот, значи во сршта на магнетот се прават одредени методи кои што доведуваат до намалување на звукот. Ако порано било 75 децибели, сега е 45-65 децибели, зависно, нели, од каков преглед правиме. Во однос на светлината, имат натрешни светла, па имаме, се менуваат, па дури и некои клиники ставаат и еве во моментов може да се види со светилки, пријатна атмосфера, да биде загреано до 22 степени, за да се чувствува пациентот пријатно. Кога ќе се внесе пациентот во тој тунел, освен тропањето, бучењето и кое што не е толку јако во последниве генерации на магнетната резонанца, исто така треба да е и пријатно, да не се чувствуваат вибрации, затоа што кога се менуваат радиофреквентните енергии, знае да се почувствува кај посензитивни пациенти е тоа претежно. Морам да кажам кај жените се среќава почесто, пошто се малку посензитивни. Така да има многу напредок и во, да речеме, комоцијата на пациентот, не само во однос на добивање на податоците од магнетната резонанца. Мора да биде на многу високо место поставена комоцијата на пациентот во клиниките, затоа што сепак никој не е дошол од убавина, особено на магнетна резонанца. Обично доаѓаат пациенти кои што навистина имаат дијагнози, кои што мора да се докажат или исклучат. Податоците од магнетната резонанца се на ниво дури на хистопатологија. Значи, хистопатологијата ја верифицира, многу малце се разликуваат, значи податоците од магнетна резонанца во однос на хистопатолошките наоди и ние имаме многу тесна соработка едни на други, многу си требаме. Зборам за хистопатолозите и радиолозите. Така да многу специфична, високо специфични податоци дава магнетната резонанца, меѓутоа безбедна. Ќе проговориме малку и за тоа. Како изгледа еден преглед на магнетна резонанца? Колку време е потребно или сето тоа е во зависност од самиот пациентот, тоа што се треба да се испита? Така. Значи, постои заблуда, прво да кажам дека магнетната резонанца прави снимка на цело тело во еден момент. И дека тоа, нели, трае кратко и ќе се добијат многу податоци. Иако постојат такви софтвери каде што може да се сними цело тело на магнетната резонанца, меѓутоа тоа е на штета на податоците.
Значи, за да ние направиме соодветен преглед, треба да се одредиме на само еден сегмент кој што не интересира. Тој сегмент точно да биде означен, ограничен. Треба да знаеме точно во тој сегмент што бараме. Значи, многу ни е битна дијагнозата. Многу битна дијагнозата. Затоа што во однос на дијагнозата ние ќе го направиме, ние го викаме тоа протокол за планирање на прегледи на магнетната резонанца. Затоа што во самата магнетна резонанца постојат опции со кои што можеме да играме, значи од 7000 па до 70, па 700.000 опции. Значи можеме да играме, има различни софтверски можности, заради тоа ни треба да е одреден сегмент и да ни е точна дијагноза. Што точно се бара и како да се докаже. Кога ние тоа ќе го имаме, тоа го скратува прегледот. Ние точно знаеме какви секвенции ќе употребиме. Значи, ако бараме пат од височина и удар со глава и се сомневаме на крварење во мозокот, можеме да одредиме преглед кој што трае 3 минути. Меѓутоа, ако бараме пратење на тумор на мозокот кој што бил подложен на операција, па зрачење, па повторно имаме појава на туморот, тогаш може да ни треба преглед од 45 минути. Тоа што спомнавте, зависно од дијагнозата. Во принцип, денеска се оди на брзината на прегледите. Технологијата е во тој правец насочена во брзина на прегледи, значи скратување на време траењето на прегледот на магнетната резонанца, но не на штета на податоците. Така да тоа е еден преглед кој што мора да бидат спремни пациентите, може да трае. Не значи дека ако трае, дека нешто лошо сме виделе. Не значи. Тоа нема врска. Обично така, леле, колку ме задржавте и сега нешто лошо ми видовте. Не значи. Тоа е едноставно заради тоа што сме фатиле поголем сегмент или, имаме причини кои што сакаме да ги доискажеме сомненијата или да ги доисклучиме така. Така да сепак е до дијагнозата и колку ние точно можеме да ја верифицираме или да ја докажеме. Со оглед на тоа дека целото тело влегува во самиот апарат, дали за сите делови на човечкото тело се прави снимање на магнетната резонанца? Да. Магнетната резонанца може да го опфати секој дел од човечкото тело, со тоа што за различни прегледи може да влегува цело тело во тунелот. Значи можеме да го поставиме пациентот со главата надвор ако сакаме да снимиме стопало, или на пример ако сакаме глава да снимиме мора да влезе целиот, тогаш со се трупот ќе влезе. Комплетно дури и се прават магнетни резонанци на прст, затоа што високо специфични податоци ни требаат, на пример кај оштетување на тетиви, кај артрити, кај васкуларни промени кај реуматоиден артрит, например, ни требаат високо специфични податоци за да го планираме понатомошниот третман заедно, пример со реуматологот, тој заедно со клиничарот, се прави и на прст. Значи може да биде цела шака со сите прсти, може да биде рачниот зглоб, меѓутоа може да биде и само прстот, зависно од тоа колку прецизни и колку мали и ситни податоци ни требаат за да ја донесеме вистинската дијагноза. Споминавте дека постои страв кај луѓето од самиот преглед. Дали е тоа од прегледот или можеби повеќе се плашат луѓето од она што ќе произлезе како резултат на самото прегледување на магнетна резонанца или било кој друг преглед? Можеби кај рентгенграфијата и ултразвукот не постои толку голем страв од дефинитивната или од сомнението или од дефинитивната дијагноза. Прво се самите методи ориентациони, второ многу се кратки и пријатни. Мислам дека двата фактори се многу битни за здравот кај пациентите. Меѓутоа, повеќе би рекла дека се плашат од дијагнозата, особено кога се работи за компјутерска томографија или за магнетна резонанца, бидејќи тие веќе дошле со некакво сомнение
информирани се веќе од клиничарите дека ни треба компјутерска томографија, пример заради тоа што се сомневаме на некоја конгенитална малформација на срцето, пример. Или мислиме дека некој клиничарот има сомнение дека крвниот сат на одредено ниво е запушен, тромбозиран, променет, па може би ќе следи операција, се треба да го докажеме на компјутерски томограф, тоест на компјутерска ангиографија. Така да мислам дека кога се работи за овие ориентациони методи, они повеќе може би па и немаат многу страф, искрено да ви кажам. Кога се работи за високоспецифичните методи, мислам дека е многу поголем стравот од диагностиката, од диагнозата, од резултатот, бидејќи веќе они знаат дека нешто се случува. Не се оди на, мислам, потребна е стварно индикација за да се испрати пациент на компјутерска томографија, да има некакво сомнение и дај Боже секогаш да искача дека тоа сомнение е неоправдано. Така, да. Меѓутоа, мислам, резултатот дека е прашање. Магнетна резонанца кај посебни групации, дали трудници или евентуално доилки можат да прават ваков преглед? Да, заради безбедноста. Денеска е многу популарно да се прави и магнетна резонанца кај трудници на одредени делови, значи не мора стомакот, може доколку има болка во рамо, има главоболка, одредени диагнози кои што треба да се докажат или исклучат, во тој случај може да се направи магнетна резонанца. Меѓутоа, морам да напоменам дека постои магнетна резонанца на фетус, особено ако имаме сомнение, гинеколозите нормално, ако имаат сомнение за некакви малформации, може да се направи и на фетусот, тоест бебето што се развива во стомакот на мајката. Магнетната резонанца дава такви можности да уште во раната бременост, раната бременост не точно, меѓутоа после третиот месец кога веќе може да се појави сомнение за некои конгенитални малформации, може да се направи магнетна резонанца заради незината безбедност. Магнетното поле не делува штетно на човечкото тело. Магнетната резонанца реков дека е безбедна метода, меѓутоа некога збориме за метални. Така, тоа беше и моето следно прашање. Да, пошто зборам цело време безбедна, меѓутоа има. Так. Едно ама. Значи, постојат луѓе кои што имаат разноразни импланти во себе, дали на забите или во други делови од телото, колкови или било какви штрафови во коските. Така. Какви се ризиците тука? Дали треба вие да го знаете тоа и дали они можат воопшто да направат такви испитувања? Бидејќи е навистина високоспецифична метода, технологијата работела на тоа да и во хируршките гранки се користат материјали кои што нема да бидат активни во магнетната резонанца при снимање. Со истата, значи, па некаде мислам, не сум многу сигурна за овој податок, али мислам дека до 2000 година се користа шрафови при фрактури или остеосинтетски материјал метален, кој што не даваше можност да се сними пациентот во магнетната резонанца, меѓутоа од 2000 наваму се користат легури, медицинскиот челик или титаниумот, значи сите оние метали, неметали што ги викаме ние, кои што не се активни во магнетната резонанца, сите тие се користат сега во медицината и при фрактури и при операции, например, најчесто прашање кај нас е, бидејќи кај нас имаме многу пациенти кои што се оперирани од срце, градната коска која што се одвои се затвара со метални жици кои што се всушност безбедни за во магнет. Бидејќи тие се жици кои што не се активни во магнетното поле и нема никаков ефект во човечкиот организам. Доколку постои сомнение дека е тоа активен метал и кој што може да биде наелектризиран или да биде активен во магнетното поле, во тој случај не смее да влезе пациентот во магнетната резонанца, заради тоа што може да дојде до штетни последици. Обично пациентите кога се во самото активно поле ќе се приближат, они осеќаат ме влече тука, ме пече овде,
Значи, они самите знаат и ние не продолжуваме со прегледот. Освен што пациентите знаат, значи докторот мора да знае дека пациентот е опериран и има никаков метал во себе. Ние точно во однос на спецификацијата, хирургот што треба да ја даде на пациентот, каков материјал е искористен при операцијата, ние радиолозите точно знаеме дали тој пациент може да влезе во магнетна резонанца или не. Но ви велам, технологијата оди се понапред и од 2000-та со сигурност многу материјали кои што се користат во медицината може се безбедни за користење во магнетната резонанца. Имплантите забни исто така се безбедни. Има протези детски фиксни кои што може да бидат активни и тогаш не би требало да влезе детето во магнетната резонанца за снимање на пример на глава, бидејќи ќе осеќа болка, влечење. Така да мора да се има податоци за каков материјал се користел во третманот, дали било хируршки или простетички, сеедно мора да се има податоци. Дали тука влегуваат исто така и луѓето кои што имаат кардиоваскуларни болести, па имаат вметнато стентови? Стентовите исто така се едни од првите материјали кои што се безбедни за магнетна резонанца. Меѓутоа има еден принцип да тоа биде се, значи првите 6 недели да не се изведува магнетна резонанца, заради тоа што се што ќе се стави во човечкото тело кое што е дали стент или жица при затварање на градната коска, на организмот му е потребно време да го прифати, ние го викаме тоа го покрие и да не дојде до затоплување на самиот материјал и тоа е стварно непријатно чувство за пациентот. Значи да го избегнеме непријатното чувство за пациентот. Заради тоа потребно е да поминат барем 6 недели од операција. Морам да напоменам дека пейсмекерите се забранети во магнетната резонанца, заради тоа што тие имаат одредена фреквенција на која што работат и не се навистина се забранети, иако постојат денеска некои експерименти, некои пейсмейкери кои што може да влезат во магнетната резонанца, но сепак уште тоа под знак прашалник, уште не одиме така со отворени раце да може да влезете со пейсмейкер. Уште сме резервирани. Така. Освен ова што сега го зборувавте за имплантите, кои можат, кои не можат, дали може да се појават други контраиндикации при правење на преглед со ова? Со магнетната резонанца? Да. За магнетната резонанца се многу малку, освен метални делови во човечкото тело или на човечкото тело, нема други контраиндикации. Морам да напоменам дека кај овие две методи, компјутерската томографија и магнетната резонанца, се користи контрастно средство кое што се вбрискува во крвните садови. Прво ќе кажам за компјутерската томографија, тоа е неопходно при изведување, особено на преглед на крвните садови. И тоа е јодно контрастно средство, кое што може да даде алергиска реакција. Така да, ако имаме ние докажана алергиска реакција на јод или на некое контрастно средство, тогаш е контраиндикација. Не можеме да го изведеме снимањето, зборам за компјутерска томографија. Кај магнетната резонанца тие алергиски реакции се многу поретки, бидејќи прво се користи многу помала количина на контраст. Второ, контрастот е толку биолошки активен да не би требало да даде. Тоа не се класични алергични реакции, тоа се анафилактоидни, ги викаме ние, реакции, кои што сепак се непријатни, може да дојде до појава на ортики, да се изфрла со црвенила, да дојде до задебелување на јазикот и така. Тоа е алергична реакција или анафилактоидна која што треба да ја знаеме и иако се третира, се има третман за тоа, сепак не е апсолутна контраиндикација, меѓутоа постои, како предострожност треба да ја знаеме. Значи, во однос на контрастните средства. Инаку, некои големи контраиндикации можам да кажам дека нема. Така. Кој беше мотивот вие да се определите за токму за оваа струка? За рентгенологија? Да.
Па, мислам дека технологијата, напредокот на технологијата и можноста да технологијата биде искористена во медицината и да даде многу податоци, не само во однос на дијагнозата, него и во понатамошниот третман барем за мене беше основна мотивација. Така. Докторке Божиновска, јас ви благодарам за времето кое што го одвоивте и бевте гостин во емисијата Живе и здраво на К1 телевизија. Благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше се за денешното издание на емисијата Живе и здраво. Јас ве поздравувам со надеж дека ќе бидете многу поздрави до следниот вторник. Тогаш се гледаме со нова тема.